Благодарам. Знам дека не ги држат нервите колегите пратеници од парламентарното мнозинство, затоа што собранието се сведе само на гласање за или против, без волја за некаква дебата, конструктивна, суштинска по предлог законите. Имено продолжува состојбата на општо раздавање од буџетот и не знам кај е крајот. Во таа општа состојба на општо раздавање и невиден популизам е и оваа предлог законско решение да ограничувањето во планирањето на собствените приходите на основи од буџет на општините да може да биде зголемено до 30% од просекот од изминатите 3 години. Имено состојбата на општо раздавање од буџетот или дедомразовски делби го гледаме и кај укинувањето и кај зголемувањето ад хок на пензиите за следната година од 700, 800 или 900 денари и не знам колку ќе биде на секоја пензија, што е 180% спротивно од укинувањето на усогласувањето на растот на пензиите согласно растот на платите, што вие го изгласавте пред неполни 2 години. Воведувањето на закон за субвенционирањето на придонесите за задолжително социјално осигурување е 180% различно од зголемувањето на социјалните придонеси на 2 пати по 0,5% поени, што пред неполна година вие го изгласавте. Наводно за подобрување на финансиската состојба во фондот за ПИОМ и намалување на делот на негово алиментирање од буџетот. Сосема друга крајност е субвенционирањето на придонесите со предвидени 40 милиони евра годишно од буџетот во фондот за ПИОМ. Зголемувањето на прагот за плаќање на придонеси за социјално осигурување при исплата на плати од 12 на 16 просечни плати, вие го изгласавте под превезот порамномерна распределба на доходот и порамномерно даночно оптоварување во државата, за да сега предлагате симнување на прагот за како горен праг за плаќање на придонеси од 16 просечни плати на 4 просечни плати. Воведувањето на прогресивното одоначување и зголемување за 50% на стапките на доход за приходи од камати и приходи од капитални добивки, вие го изгласавте. Пак под превезот за подобро рамномерно распоредување на даночниот товар, за да сега го укинете без никаква анализа, односно анализа со редица флоскули, без никакви бројки, без никакви податоци. Сега, уште оваа требаше, затоа што оваа ограничување на зголемувањето на планираните приходи за идната година на основниот буџет на општините го воведовте како оправдување за плаќањето на долговите на општините од 30 милиони евра, во кои 50%, односно 15 милиони евра ги истуривте само за 4 општини. А видовме дека тие општини продолжуваат да се расфрлаат со пари за купување на луксузни автомобили, за плаќање на скапи турбофолк звезди, за настапи на нивните плоштади. И сега ве прашувам, колеги пратеници, кога бевте во право? Кога го воведовте оваа ограничување? Или сега? Кога бевте во право? Кога колегата Реџел Исмаил поднесуваше амандман за ограничувањето да биде не 10-15%, а вие и тоа не го гласавте? Кога општините ви бараа да се зголеми ограничувањето од 10 на 20%,
Сега на вас образложение за предлог законот бил барање на општините. Ами и тогаш бараа општините. Ама тогаш не беше предизборие. Сега е предизборие. Ами и тогаш можеа да растат пензиите согласно растот на платите. Ги укинавте со закон. Ама и го гласавте против нашиот закон да остане осогласувањето согласно растот на платите. Ама не беше предизборие. Сега е предизборие. Ами кога го введовте прогресивното одоночување, одустане го вадевте рамномерното распоредување на даночниот товар. Ама тогаш не беше предизборие, сега е предизборие. Сега се разфрлате и сте дедомразовци големи во подрага по гласови за предизборен подкуп. И оваа вие за класичен предизборен подкуп за вашите градоначалници да направат мегаломански буџети, да направат огромни ветувања пред граѓаните во тие локални самоуправи, за да можете што повеќе гласачи да изманипулирате. Забригаве за долговите на општините понатаму. Едниот преседан што го направивте со плаќање на долговите, воведувате простор за да се случи повторно. Забригаве пред избори и за долговите на општините и за ликвидноста на државата. Борбата е за предизборен подкуп, борбата е за манипулација на граѓаните. Одговорноста за состојбата во државата на подолг рок не ви е на вас никакво предизвик. Предизвик ви се инстант решенија со кои што ќе изманипулирате предизборно што повеќе гласачи. Тоа е вистината за сите овие предлог законски решенија, што се сушта спротивност од онаа што декларативно се залагавте и онаа што вие под превезот на стабилизирање на финансиската состојба го воведувавте како закони пред година и пол или две. Благодарам.